Со реконструкција на ситуацијата на пронаоѓање на првото депо на икони на Виничко Кале во далечната 1985 година, во комбинација со презентирање на документарен филм од првите ископувања на овој локалитет, сето тоа документирано и низ печатени плакати, на кои беа презентирани 14 мотиви од најголемата колекција на икони кои Музеот Теракота ги поседува. Виничкото Кале синоќа ги собра виничани за уште еднаш да ги подсети за вредноста и богатството кое како општина го поседуваат. Со своето значење како единствени и уникатни примероци на уметничка креација, откриени во целокупниот христијански свет од периодот на раното христијанство, 5 и 6 век, во годините што следуваа стана најекспортирано културно наследство од Македонија ширум светските галерии и музеи. Првите истражувачи и документатори на Виничко Кале, доктор Коста Балабанов и Цоне Крстевски, со апел до надлежните, вакви богатства треба да се чуваат. Се разбира, треба да сме горди што Виница го има ова археолошко богатство. Меѓутоа, јас препорачувам тоа да се чува многу сериозно, да се негува многу сериозно, а од оние кои што се задолжени за презентација на ова богатство да внимават и да се чуваат да не прават лажна историја. Зарад тоа што веќе примитив дека одредени работи се комплетно изменети, комплетно предатирани и што е најважно, значајни работи не се споменуваат. Например, не се споменува дека одреден број од теракотните икони прво беа презентирани во Ватикан. Во Ватикан прв тие икони ги виде папата. Јас имав таа прилика од виничани да ме почастат да го видам светот. Новиот повеќе деценијски истражувачки труд во афирмацијата на Виничко Кале и теракотните икони синоќа беше признаен и од страна на градоначалникот Ивица Димитров, кој лично им врачи плакети од општина Виница. Особено ме прави горд вечерашниот јубилеј 40 години од откривањето на првите теракоти, со кој Виница се нумерираше на светската ранг листа со значајни археолошки откритија. А од година во година значително расте и туристичкиот публицитет на нашето мало градче. Со овие настани и програма која ќе следува утре, задутре и во недела, ние како нова локална власт се обидуваме да ја прошириме туристичката понуда на градот. Со повладенските манифестации, сега со овие 4-дневни активности, во чии рамки очекуваме повеќе гости од странство, сакаме да ги менуваме работите. Сакаме да наметнеме нов имидж на Виница. Паралелно со археолошките богатства, заеднички да ги истражуваме и промовираме културните потенцијали на нашиот град, постепено да создаваме понуда која ќе биде атрактивна и достапна за сите возрасти и генерации и се надевам со ваша сестрана подршка ќе успееме да го подобриме севкупниот амбиент во општината. Целокупниот амбиент на Виничко Кале беше надополнет со убавите звуци од инструментите на дуото Даутовски. Од 2005 се занимавам со музичка археологија, која што верувајте е веќе велесила во светски научни рамки. Така да и јас ми преостанува само да споделам со вас ова духовно место. Иначе да кажам, јас сум беровчанец, а ние в Берово немаме такво нешто, така да чуете си го. Програмата по повод одбележувањето 74 години од ослободувањето на Виница продолжува и утре и задутре со меѓународни трки, како и со голем концерт на нокаут утре вечер на плоштадот Ангел Винички.